Почитувани љубители на културата, уметноста и литературата, добре дојдовте во емисијата Астрорум. Денес имам посебна чест и задоволство да разговарам со доктор Емил Крстевски, кој што е актуелен директор на Државниот архив. Меѓутоа, знаете дека во оваа емисија разговараме со личности кои што имаат раскошни таленти и повеќе афинитети. Тој е наш познат новинар, познат политички аналитичар, познавач на состојбите во светот, љубител на тенисот, на уметноста и самиот е автор и на збирка раскази и на ликовни дела. Но јас да не откривам се во најавата, ќе му посакам добре дојде во емисијата Астрорум. Добре дојдовте. Добре ве најдов. Јас многу работи се обидов да нафрлам во најавата, но ќе одиме сега хронолошки, постепено. Прво да ве прашам, од каде желбата да се занимавате со процесуирање на информациите, би рекла прво, бидејќи вие завршивте новинарство. Имате многу афинитети и ден денешен сте рекреативен тенисер, одите на работа со велосипед, ве познаваат по здравиот начин на, односно штитење на природата, секогаш сте на страната на зелените и така натаму и така натаму. Ќе ве прашам какво ви беше детството, што ве обкружуваше за да можете да си го изградите својот животен стил? Морам да признам дека од најмали нозе бев окружен со книги, бидејќи татко ми беше уредник во издавачкото претпријатие Култура, а потоа беше и уредник во Лексикографски завод Мирослав Крлежа во Загреб. И постојано бев љубопитен да видам што има во тие книги, да се запознавам со нивната содржина. Во нашиот дом престојува многу луѓе од Белград, од Загреб, кои беа уметнички настроени, со нив разговаравме, ги слушав тие муабети со моите родители и од мали нозе мене ме поттикна, односно се разбуди мојата желба за читање книги и се што ќе дојде под рака. Од нормално како и секој дете јас сонував и за игра, меѓутоа бев окружен и со весници, со неделници кои не пропуштав да ги пролистам и оттаму се роди желбата за моје пишување. Јас од најмали нозе и почнав и да пишувам, бидејќи тоа е некако традиционално и татко ми беше книжевен критичар и поет и се занимаваше со книжевност. Така што на својата 9-та година ги објавив моите први песни во тогашното списание Наш свет, што излегуваше и што се делеше по основните училишта. Инаку живеев и одраснав во Скопскиот Менхетан, помеѓу Собрание и Зеленото пазарче, учев основно училиште во Браќа Рибар, сега ми се чини дека е Димитар Миладинов дека се вика. Таму со другарите често игравме и правевме представи, сакавме да бидеме се и се што, и кога се дружевме и кога игравме, ние постојано сонувавме од мали практично да бидеме славни, познати фудбалери, познати кошаркари, пеачи, глумци, свирачи и така натаму. Дури во еден расказ имам опишано дека кога еднаш со мојата дружина другари се враќавме од паркот Жена Борец, што беше во нашата близина, беше есен и имаше диви костени по улиците, јас ги шутирав и буквално со лева, со десна нога и посакував да одат таму каде што јас посакував. Всушност се замислував дека сум некој славен фудбалер, дека
сите ме сакаат, сите аплаудираат за мене. Тоа се сите детски сонови кога сакаме да бидеме од космонаут до машиновоѓа, до железничар, кондуктер и така натаму. Многу афинитети се раѓаа. Меѓутоа, тоа главно беше преокупацијата моја беше книгата и од тогаш почнав да се занимавам со пишување, меѓутоа паралелно со пишувањето се занимавав и со цртање. Таа љубов ми се роди уште од најрано детство, исто така имав многу добар учител по ликовно во осмолетка. Тоа беше Николовски, уметник кој ми ги даде основите за цртањето и за љубовта кон уметноста едноставно. За да бидете добар, за да пишувате, за да цртате или за да компонирате, треба многу да посетувате музеи, многу да читате и многу да слушате музика. Значи треба да впивате прво во себе многу работи, многу нешта, уметнички нешта, за да можете да потоа и самите да се реализирате или да ги поттикнете вашите чувства и желби со кои сакате да се реализирате како човек во животот. Се сеќавам, бев член на библиотеката Страшо Пинџур во близина на моето основно училиште и на мојот дом. И таму земав многу книги, и покрај тоа што имавме дома многу книги, зедов една книга на збирка раскази од американски автори, и таму се воодушевив од еден расказ на Штајнбек кој се викаше Хризантеми. И тоа беше некаде во 7-8 оделение, меѓутоа јас повторно ја побарав таа книга кога бев во гимназија, кога веќе посериозно се занимавав со пишување на раскази и на поезија, се разбира, и направив едно злодело, да речам. Ја зедов повторно таа книга и бидејќи никаде во книжарниците не можев да ја најдам, јас го скинав расказот Хризантеми, сакајќи да го фотокопирам и потоа да го вратам или не знам, да направам некоја комбинација, меѓутоа јас ја вратив книгата без тој расказ и тој расказ до ден денеска љубоморно го чувам. Ми е срам што сум го направил тој потек, меѓутоа љубовта кон тој расказ беше огромна, бидејќи остави голема трага, голем впечаток врз мене и посакав на тој начин, суптилен начин да јас да пишувам такви раскази. Споминавте дека тоа се случило во гимназиските денови, кажете ми и за тој период, како беше, бидејќи вие центарските деца сте како некоја посебна каста и ден денешен се вртат некои термини како урбани ликови и така, но не случајно и средината секако, освен семејството, го бруси човека и станува тоа што го впива. Така го почнавте овој разговор. Каква беше атмосферата во тоа време да се живее во Скопје, да се биде гимназијалец, да се имаат тие предиспозиции, да се потекнува од нашиот Менхетен и така натаму? Како во Осмолетка имавме многу сонови со другарите, и тие сонови продолжија и во гимназијата, се разбира. Јас живеев во зграда која вика новинарска зграда, кај што имаше многу новинари, познати новинари кои беа и дописници. Например, во истата зграда живееше Јордан Ивановски, беше главен уредник на Вечер, тој беше и дописник од Софија. Живееше Наум Начевски, кој беше дописник од Њујорк, Лондон и од Атина, на Нова Македонија. Потоа Свето Серафимов, кој беше дописник од Бейрут, Душко Малевски, кој беше дописник од Рим, и други, се разбира, познати Стефанови, семејството Стефанови, кои исто така беа новинари во Нова Македонија. И мене ми беше, и во текот на гимназијата, јас предпоставував дека ќе се занимавам со пишување, бидејќи го сакав тој живот, ги следев, читав постојано Нова Македонија, ги следев нивните дописи од странство, ми се допаѓаше начинот на живот, шетањето, патувањето, со нивните деца бев врсник и бев постојано во контакт, тие доаѓаа преку лето и сонував да бидам новинар и да шетам и тоа на некој начин до некаде ми се оствари во подоснежното време. Морам искрен да бидам дека не бев некој солиден ученик во гимназија, бев многу добар, меѓутоа учев кампањски, што ми помогна потоа факултетот да го завршам многу брзо и да магистрирам и да докторирам.
на политички науки на правниот факултет во Скопје. За време на гимназијата ми се родија и многу други желби за повеќе цртање, музика, гитара, свирење гитара и играње тенис, се разбира. До нас комшија беше Васил Златев, живееше, тој беше генерален директор на Југо Петрол. Тој беше скромен човек и живееше скромно, меѓутоа играше тенис. Во тоа време не беше вообичаено да се игра тенис и постојано ми даваше топчиња за тенис, бидејќи беа до нас. Со станот и од таму се роди и мојата желба да одам во тенискиот клуб Југ, да видам како се игра тенис, да почнам да купам рекет и да почнам да се занимавам и со тој спорт. Но книжевноста сепак и желбата за мојата желба да се занимавам со новинарство, со журналистика, не ме напушти. Јас почнав дури и самиот извесно време да издавам свој вестник, кој се викаше Печат и со поднаслов од се по нешто. Во табаци хартија, нели, да вадам вести од сите списанија што ги читав, што ги имавме дома, вестници и списанија и така натаму. Но подоцна, кога дојде време за запишување на факултет, јас се решив, бидејќи татко ми работеше во Загреб, во лексикографски завод Мирослав Крлежа, се решив да се запишам на политички науки во Загреб, но во таа година, 77 година, се отворија интердисциплинарните студии по новинарство и под притисок на родителите, се разбира, малку да бидам тука во Скопје, останав тука и се запишав и сум првата генерација на новинари, дипломирани новинари во Македонија. Додека студирав журналистика овдека во Скопје 4 години работев во телевизија, во тогашната надворешно политичка редакција, кај што беа Тихомир Илиевски, Слободан Трајковски, Владимир Лапе, Слободан Дамевски, една добра екипа на надворешно политички новинари, и мислам дека тоа ми беше вториот факултет мене паралелен со журналистика, бидејќи навистина, како што вели нашиот народ, таму го испеков занаетот, вистинскиот занает. И бев единствениот хонорарен новинар во телевизија кој се појавуваше со своји надворешно политички коментари на Дневник. Тогаш имаше исто кризи, тогаш многу се следеше надворешната политика, беше присутна во нашите медиуми, се следеа кризите во Ирак, Иран, на Блиски Исток, Јужна Африка, Намибија, Ангола, Средна Америка, Никарагва, Салвадор и така натаму. Се разбира и односите помеѓу големите сили и активностите на неврзаните земји, како бидејќи тогаш Југославија беше водечка земја на движењето на неврзаните. Во однос на тоа, на усовршувањето покрај факултетот, се разбира, и постдипломските студии во врска со надворешната политика и меѓународните односи, ми помогна и работата во Тањук. Една година работев исто така во дописништвото на Тањук во Скопје, каде што главен уредник беше Слободан Чашул, еден извореден ерудит, кој одлично раководеше со многу познавања од многу области и од кого многу научив. Таму имаше исто плејада на добри новинари со кои се дружевме, разменувавме мислења и кои ми помогнаа во понатамошната моја кариера. Дали студиите по новинарство исто така се пронижани со важни луѓе, бидејќи знам луѓето што студирале во тие години секогаш велат дека имале одлични професори и тие ударнички години кога се поставувала катедрата и интердисциплинарните студии имаат свои предности и свои недостатоци, но предност е што сигурно вам ви предавале професори што се важни за целиот универзитет. На интердисциплинарните студии по новинарство имаше 30 испити, од кои 15 речиси беа на правен факултет, 10 беа на филозофски факултет и 5 на економски факултет. Значи тоа беше еден микс, еден сплет, повеќе елементи, повеќе предмети срочени во самиот систем на тие студии. Па можам да ги издвојам неколку професори од правниот факултет што ми оставија впечаток и што беа шкрти, да речам, Јован Павловски предаваше теорија и практика на новинарство во прва, втора и трета година и од него едва и дали
ќе добиев 7, но подоцна кога работев во Нова Македонија, тој беше дописник во Москва, јас работев во Деск, во дневната редакција, надворешно политичка редакција на Нова Македонија и постојано испраќаше дописи кои беа многу долги, што ние ги нарекувавме чаршафи, по 150 реда, а ние имаме простор во весникот од 30-40 реда. И јас ги морав сето тоа да го прочитам, да го изанализирам, добро да го разберам, за да го скратам на 40 реда, односно од кило портокали да направам една чаша сок, и после кога ќе се објавеше текстот, самиот професор ми кажуваше: браво сине, браво сине, одлично си го направил текстот. Ја споменавте Нова Македонија, па штом ќе завршите за студиите, да го споменеме и ова важно досие од вашата кариера, бидејќи ние помладите генерации, да речеме, го паметиме тој дел каде што со вашите студиозни објави на политички проблеми, потоа и во Пулс, претходно во Нова Македонија, ги паметиме тие моменти. И конечно, како ви беше од електронски медиум каков што е телевизискиот да поминете во печатен? Знаеме дека тие во својата природа се разликуваат. Некогаш е тешко ако прво се работело во печатен медиум да се помине во другиот, но чинам дека и ова не беше едноставно. Сепак пишаниот збор е пишан збор, она што ќе се стави на хартија има голема тежина. Така, има разлика, меѓутоа изострувањето на чувството за она што е битно, а она што не е битно, што го совладав во телевизиското новинарство, кое е многу пократко, исто така ми помогна и многу во активностите во дневната редакција на Нова Македонија, бидејќи таму исто така ја уредував надворешно политичката страница заедно со Љупчо Поповски и со Ерол Ризаов како главен уредник на дневната редакција на Нова Македонија. Мислам дека тоа ми помогна и паралелно со тоа, со уредувањето на таа страница, јас си пишував еднаш-два пати неделно и коментари, надворешно политички коментари. Се разбира, има разлика, но морам да кажам дека новинарството тогаш беше на многу повисоко ниво од денеска, бидејќи тогаш и немаше многу медиуми, толкав медиумски простор, имаше голема концентрација на конкуренција на добри новинари, кои имавме, морам да кажам, Нова Македонија имаше фантастична архива, и за да се напише еден текст за проблемот, да речеме, на Кипар, вие мора да прочитате историјатот многу назад, да се вратите, да го знаете историјатот и коренот на самиот проблем, на кипарскиот проблем, за да напишете еден текст, за да го заокружите со најнови елементи, со најнови податоци и да им го пренесете на читателите, односно на пошироката публика. Тоа искуство исто ми беше многу добро во Нова Македонија. Набрзо директорот Панде Колемишевски, генералниот директор на Нова Македонија, имаше идеја да направи неделник. Тоа беше Пулс, бидејќи во македонскиот медиумски простор се чувствуваше една празнина на еден граѓански, интелектуален, ревијален неделник. И ние се собравме 7-8 души, и основачи на тој неделник Пулс, и сметам дека тоа искуство како уредник на надворешно политичката редакција на Пулс, на тој неделник, кој имаше големо влијание, голема репутација кај нас, па дури и во регионот, ми даде шанса многу да шетам, многу да посетувам конференции меѓународни. Тогаш тоа беше период 90-91 година, кога Македонија се етаблираше како самостојна држава на меѓународен план, и беше многу битно да се присуствува на тие конференции. Пример, јас 93-та околу 2 месеца престојав во Њујорк и ги следев активностите на нашата делегација за прием во Обединетите нации. Потоа во Будимпешта го следев приемот, нашиот прием во ОПСЕ, тогаш КЕПС, Конференција за европска безбедност и соработка, потоа во Советот на Европа во Страсбург,
и во други меѓународни организации. Често пати патував во тој период, како уредник на Пулс, патував со председател Глигоров и со премиерот и со министри доста на важни конференции, меѓутоа присуствував и на конференции кои беа надвор од беа битни за Македонија и за регионот, бидејќи знаете во тој период имаше навистина беше турбулентен, оловни времења беа тогаш, војната висеше, беше на граница на нашата граница и така. И има многу интересни моменти од тој новинарски живот и од тие патувања за кои може многу да се зборува. Например, бев повикан од State Departmentот во 92 година да ги следам изборите во Америка, кои во 92 кога победи Бил Клинтон, и тогаш представував низ цела Америка, практично шетавме, дури бев и супервизор, заменик супервизор на едно избирачко место во Мајами на Флорида. И кога се вратив во Њујорк, мојот престој го проложив уште една недела или 10 дена кај еден мој братучет и другар во Њујорк. И тогаш ми се јави генералниот директор на Нова Македонија Панде Колемишевски да ми извести дека ќе доаѓа председател Глигоров во Вашингтон да има значајни средби во Белата куќа, и јас морав еден интересен детал дека не е се така розово во новинарството и не е само шетањето, не е толку лагодно. Јас морав да поработам неколку вечери како домар во зградата кај што живеев на Парк Авенија во Њујорк, за да заработам некој долар, за да можам да отпатувам со воз до Вашингтон, таму да престојувам и да се вратам. И праќав извештаи практично за телевизија, за Пулс, за Нова Македонија, за радиото, за многу медиуми, бидејќи немаше многу медиуми кои ги покриваа овие настани. И тоа беа тие главните медиуми беа, и морав за сите да се јавувам. Порано на изглед имало малку медиуми и помалку достапни информации, но денес кога живееме во демократија, кога се ни е надланка преку интернет, се случија несакани работи. Зошто дојдовме, ако можам улично да се изразам, до ова дередже, кога слушајки ве гледам дека позициите на нашата држава, не само на поранешната, па и на Македонија со личностите кои што ги споменавте, котираше многу повисоко. Значи, целокупно, македонската реалност не е таква каква што ја замислувавме и посакувавме. Апсолутно. Тогаш новинарството имаше подруги димензии, подруга тежина, ми се чини, и со многу повисок квалитет, подобри критериуми, се разбира со голема доверба. Самите текстови има големо влијание врз публиката, бидејќи имаа тежина, како што реков, беа аналитични и многу пообсежни, постудиозни, што може денеска многу ретко да се најдат во нашите медиуми, бидејќи денеска има многу портали, многу социјални медиуми, многу телевизии, многу радија, и човек може да биде збунет од сите тие информации. Меѓутоа, тогаш квалитетот беше поконцентриран, ми се чини, во одредени медиуми, и можам да ви кажам само еден пример, кога се јавував од Њујорк за нашиот прием во Обединетите нации, и кога давав извештај за активностите на нашата делегација, што ги водеше преговорите, на чело со тогашниот министер за надворешни работи Стево Црвенковски, таму беа и амбасадорите Насте Чаловски, Вања Тошевски, Ахил Тунте и други, кои има многу активности во Њујорк, се среќаваа со многу луѓе. Јас направив доста интервјуа, повеќе интервјуа со значајни личности таму, со Джамшид Маркер, тој беше пакистански дипломат кој беше председател на Советот за безбедност, со Ганев, бугарин кој беше председател на собранието на Обединетите нации. Значи, примерот што сакав да го дадам е следен. Во некој од моите извештаи, покрај нашите активности, јас давав и други извештаи, се разбира,
се поврзано околу Македонија. Сите реакции во Вашингтон, во Нью Йорк, бидејќи тоа беа навистина бурни времиња кога ние се етаблиравме во меѓународните односи и кога беше многу значајно да станеме членка на Обединетите нации и да бидеме дел од тоа семејство на држави во светот. И се сеќавам дека при едно од моите јавувања новинарката која беше во Скопје ми кажа дека веќе се цитираат во собранието моите изјави, односно моите текстови и што ги јавувам од Нью Йорк, дека се цитираат и дека парламентарците, значи во собранието, цитираат и кажуваат ете така рече нашиот дописник, значи со многу поголема доверба се имаше не само спрема мене, спрема сите новинари што известува и што одеа на настани, значи на новинарите им се веруваше. Денеска сметам дека тешко може да се верува на било кој новинар, бидејќи сите некако заземаат страна, сакаат да бидат ексклузивни, да направат некој спектакл, да бидат читани, да имаат лајкови и така натаму, а не ја гледаат суштината и на она што е битно за нашето културно издигнување, да речем. И информативно се разбира. Од ова што го говорите, гледаме дека се работи за богато искуство и затоа воопшто не зачудува што сте сега актуелен директор на Државниот архив, бидејќи оваа институција се чини дека е столб на државноста, на културната меморија. Треба да се има познавање и од областа, но да се има и широк поглед на нештата. Треба да се почитуваат професионалните стандарди во тесната специјалност и воопшто, нели, генерално. Кажете ми како ви изгледаше овој предизвик кога бевте назначени за архивот? Вие оваа година прославивте и значен јубилеј, односно во вашиот мандат се погоди да прославите 70 години постоење. Тоа доволно говори за колкав континуитет и традиција станува збори. Не е лесно да се застане после такви личности кои што го воделе архивот досега и колку значени документи лежат во оваа институција. Да споменам дека пред овој предизвик 11 години работев како советник за надворешна политика во кабинетот на претседателот на собранието на државата. Значи тоа со практично јас и како новинар и потоа како државен службеник, државен советник во кабинетот на претседателот на собрание, бев со една нога многу блиску до политиката, со една нога во политиката, и таа беше неразделен дел од мојата кариера. Значи тоа беше уште еден предизвик што го имав во собранието, бидејќи и тоа ми овозможи многу патувања, многу контакти и големо искуство кое понатаму резултираше со мој престој, 4 годишен престој во Страсбург, каде што ги следев сесиите на Европскиот парламент и испраќав оттаму извештаи и направив една книга за тоа. Подоцна престојував 3,5 години речиси во Нью Йорк и потоа дојде овој нов предизвик како прв човек на Државниот архив на Република Северна Македонија, што не е нешто далечно или навистина беше предизвик, но не толку далечно, бидејќи се е поврзано со историјата. Споменав пред малку дека како новинар, кога човек сака да пишува за некоја проблематика, мора да прочита многу историја за одредена тема, за да може да ја обработи, да ја направи блиска, да ја објасни пред читачката публика или пред публиката генерално. Така што историјата не ми е толку далечна и затоа го прифатив овој предизвик да бидам директор на Државниот архив. Се разбира, тука ми помогна и многуте книги од областа на историјата што ги имам прочитано, докторатот што го имам направено од областа на надворешната политика и на политичките науки, што е поврзано, се разбира, со многу книги и користење на историска литература, историска граѓа. Оваа година, како што рековте, ние прославивме
70 години од создавањето на Државниот архив како институција, бидејќи архивизмот во Македонија постоел од порано, уште од 1926 година официјално во времето на кралството на СХС, кога во рамките на археолошкиот музеј во Скопје било формирано и оделение за архивистика. Но како датум за создавање на институционалното функционирање на Државниот архив се смета 1 април 1951 година и ние тој јубилеј, 7-деценијски јубилеј, го прославивме скромно, се разбира, почитувајќи ги мерките, здравствените и безбедносните мерки на владата. Скромно, меѓутоа достојно и достоинствено, бидејќи беа присутни многу високи личности од нашата земја. Многу поважно е што излегоа важни книги оваа година и таа публицистика ја следи работата на Државниот архив, но мислам дека немаме минути за разговор на оваа тема. За среќа, медиумите добро ја покрија темата Државен архив и сметам дека се погласно ќе се говори за институциите и активностите, дејностите кои што ја прават државата држава. Сега да ве прашам само накусо на крајот, вие го споменавме тенисот, дека е ваша пасија, се уште неизоставно секој викенд играте тенис, но зад вас има и слики кои што знам дека се ваши, без да ве прашам, се занимавате и со сликарство, а и се чини дека сте горди на вашите деца. Вашиот син ве наследи во пишувањето, односно ја наследи традицијата и од својот дедо преку вас. Има познати раскази, објавува на англиски јазик. Ке ни кажете нешто, ете, за самиот крај, сите овие други работи што не се официјална работа, но вам ви се од круцијално значење. Да, добро, накусо е да ви кажам, имам досега објавено 7-8 книги од областа на меѓународното право и меѓународните односи и имаме една книга збирка раскази објавено пред 3 години, односно пред 4 години, 2017. Тоа е, пишувањето ми е пасија и јас не можам да избегам од тоа. Човек е потешко да почне отколку да престане да пишува и не може да се откаже од пишувањето, така што расказите ми се, како да речам, хоби и едно празнење, исто како што е и сликарството. Имам досега направено 3 самостојни изложби и сега, бидејќи има пандемија, подготвував и 4-та изложба. Работам сега на големи платна. Ова платно што го гледате позади мене е едно од поновите, кое се уште го довршувам. Не можете убаво баш да го видите, но се надевам на некоја изложба кога ќе заврши оваа пандемија, дека ќе го видите убаво. Мојот син живее 5,5 години во Берлин веќе, тој е електроинженер, програмер, работи таму и паралелно пишува исто од гимназиски денови, и тоа пишува на англиски и објавува во science fiction, тоа се научно-фантастични раскази, меѓутоа тоа се раскази сепак што ги опишуваат обичните односи меѓу луѓето, чувствата меѓу луѓето, и тие се објавуваат во значајни, еминентни, познати science fiction портали. И очекувам и се надевам дека наскоро ќе се охрабри син ми и дека ќе објави збирка раскази, а веќе има подготвено и science fiction роман, кој се уште го работи, мислам дека околу 3-4 години го работи и се уште не се охрабрува, да речам, да го публикува. А за ќерката, таа се занимава со некоја уметност или конкретна екзактна професија? Таа е во Скопје и работи во една адвокатска канцеларија и е судски преведувач од француски. Проба исто и ќерката пишува и се обиде, но мислам дека не се повеќе и лежи цртањето, се обиде да црта нешто во стилот на Анри Матис и да прави колажи некој, меѓутоа сето тоа е интимно задоволство неизино, да речам, но е пасиониран возач на велосипед, исто како и јас.
Тоа е многу убаво, значи не џабе рекле дека децата впиваат, дека не треба да им се кажува што треба да се прави во животот. Јас сега накусо на крај ќе кажам, се радувам што во книжарниците на литература МК и тоа се продаваат, има интерес за книгите што ги издава Државниот архив и Институтот за национална историја, тоа е една убава соработка, а јас можам да ви кажам дека како и секој мој соговорник имате еден подарок, книга по ваш избор од продукцијата на Арс Ламина. Се надевам дека следната прилика кога ќе ја посетите книжарницата ќе најдете некое четиво што ве интересира. Ви посакувам многу успеси, да ве држи инспирацијата, креацијата и да имаме и други поводи за разговор, зашто овие половина час не се доволни за некој со таков богат бекграунд. Ви благодарам многу за гостувањето. Ви благодарам за поканата за гостувањето и за подарокот. Thank you.